Мене ми е навистина драго, бидејќи јас малтене на овој турнир како дете израснав. Сега сум од една друга позиција во можност да бидам на овој турнир. И драго ми е што пред 2 години токму од ова игралиште, од ова место во предизборието, ветив дека ќе помогнам и дека ќе направам се за да можеме сите заедно да го возобновиме и турнирот и да го реконструираме игралиштето и да ја продолжиме оваа успешна приказна која што се вика меморијален турнир Оливер Соколов Сокол. Летниот период го искористивме за целосно да се реконструира игралиштето, да биде опремено со се за турнирот непречено да може да се одвива и да можете сите вие заедно со сите нас да го пратите и да го следите, односно да ги следите надпреварите на турнирот. Општината е и главен покровител, но не би сакал, да бидам искрен, да се гледа дека општината само финансиски или материјално преку игралиштето го помага турнирот. Зошто? Бидејќи со вложување во Сокол се негува и делото на Оливер, меѓутоа се негува и спортот, се вложува во младите, да одберат спорт и здрав живот наместо дрога и други пороци, се вложува во малскиот живот, што навистина ми е драго, нешто пошто Карпош еден бил препознатлив, но и се вложува во здрави генерации и здрави навики кои што понатаму ќе оставиме аманет и другите после нас да ги негуваат. Би замолил и би апелирал и до сите присутни вечерва, и до оние што ќе не следат преку медиумите, и до оние што ќе дојдат во овие 30 на дена. Да се грижиме сите заедно за ферплејот и практично би кажал да не дозволиме да се извалка името на овој легендарен турнир преку навреди или слични работи. Да одржуваме едно спортско ниво, онака како што ни доликува на сите овде во Карпош 1, во Карпош, во град Скопје и во цела држава.